Помошта од 51% од вкупниот долг што пред 3 години владата им ја исплати на сите општини, на Делчево не му помогна многу. Општината и понатаму е една од 10 најзадолжени општини во државата со вкупен долг од 3 милиони евра. Ова е резултат на неможноста да се постигне договор со најголемиот доверител, компанијата Гранит, која во никој случај не сакаше да се откаже од дел на со години таложената камата, па општината и понатаму кон оваа градежна компанија е со голем отворен долг. Долгот кон Гранит датира од 2001 година, кога компанијата го градеше булеварот од влезот до излезот на градот. Главниот долг е во висина од 40 милиони денари, но со камати тој достигна до сума од околу 170 милиони, кои сега компанијата си ги сака до денар. Ние во неколку наврати разговаравме и преку проектот кој што беше за разложување на општините со градежното предпријатие Гранит, од која страна ни за да се откажат од дел од камата или основен долг, како што стоеше во правилникот, меѓутоа тие од нивна страна ни беше соопштено дека тоа е акционерско друштво, дека е тешко да се постигне тоа да се откажат од каматата од било кој дел. Трајковски не е единствениот градоначалник кој се обидел да го реши спорот со Гранит. Пред него неколку обиди имале и други, но досега заеднички компромис не е пронајден. Останува ли Делчево вечен заложник на Гранит? Општина Делчево работи во рамка, сите средства кои што можеме да ги прибереме како приход и од тамошните обврзници, по било која основа, доколку ја надмина таа рамка во која што работи локалната самоуправа, парите ги одзема извршител и се прв доверител е градежното предпријатие Гранит. Меѓутоа сите тие пари кои што се одлеваат одат за каматата си расте секојдневно. Дури 70 од вкупно 80 општини во земјава пријавиле доспеани, а неплатени обврски по различни основи. Заклучно со третиот квартал од 2020 година, вкупниот долг на општините изнесува 63,8 милиони евра. Однив дури 37,5 милиони отпагаат на првите 10 најзадолжени општини, меѓу кои спаѓа и Делчево.